колективниот договор, замислете од 2005 не функционира во културата, а ние како земја се трудиме и во сите интервјуа кажуваме дека сме водечка земја во културата, замислете, немаме колективен договор, значи културата буквално виси без права и обврски и вработените и директорите. Значи ова е намерно во мат на целата ситуација да можат директорите утре под указ на Министерството за култура или од владата директно да ни наметнат во програмите на институциите, значи концерти или представи, да ни наметна, замислете, за време на празници. Еве оваа година имавме на 1 операта, на 7 филхармонијата. Замислете, најголемиот верски празник се става во програма. Значи, имаме ситуација да вработените имаат избор, да се прашани дали сакаат да настапат или не на празник. Тоа е едната работа, другата е за која цена. Не е работата дали некој да ми даде директива јас да свирам, значи на празник. Туку прашањето е принципиелно да не може, значи, да се ставаат концерти и програми за време на празници и така натаму. Значи, ние имаме програми кои што институциите ги приложуваат до Министерство, годишни програми кои што ги изработуваме за плата. Меѓутоа, нашите програми не се вметнати на празници, на термини празници. Ние сме луѓе и како што знаете, сите овие години вработените во најголемите институции од музиката, музичко-сценската уметност, Македонска опера и балет, Македонска филхармонија и за 8 септември, за големите државни празници, некојаш и не сме ни сакале да земеме ни дневница која што ни следува, значи станува збор за државноста и за големината на уметноста во ситуацијата. Меѓутоа, кога се работи за директиви, верувајте, сите вработени беа незадоволни од тие настапи и замислете кога уметноста ќе се гуши. Кој е тој уметник што ќе настапи на сцена со широко срце и така натаму? Значи, буквално, со тоа се земаат правата и слободата на вработените, а од друга страна се сака да се покаже сила, еве, ние сме мокни и ние ќе ви дадеме наредба, како Министерство за култура, како работодавачи, да исполнувате одредени желби. Јас им кажував примери, влегуваат во влада, еве сега различни заедници и така натаму, утре на некој од пратениците или ќе дојде министер за култура, ќе сака да свириме приватни забави како институции. Ќе наложи владата со директива и готово. Значи мора да има ред во институциите. Стварно до црвена линија се дојдени сите работи. Еве имаше пример со хорот, последна ситуација, заменик министерот притискал за Свети Сава да пее хорот за бесплатно. Кои се тие нарачки по избор? Значи, уметниците се уметници кои што во пригодите како синдикат за култура, кои што бевме дел од повелбата за законот за хонорари, кои што се изборивме, значи, укажувавме дека, јас лично во многу интервјуа, дека единствени во оваа држава кои што направиле успеси се спортистите и културата, кои што ја изнесле и ја презентирале во најдобро светло. Се друго во државата видовме на кој тереже дојдовме. Значи, ние чекаме регистрација на останатите синдикални организации, да се докомплетираме и веќе најавуваме генерален штрајк на ниво на цела култура.